Добро, значи денес ќе говориме за духовната дисциплина или духовното вежбање. И во изучувањето на оваа послание досега така повеќе тешки теми не идовме на доста така и за прифаќање и за дискутирање сериозни теми. Во многу од нив се чувствував и можев да го сватам така Павле, кој застанал пред луѓето во Коринт, кои биле свикнати да ги учат најпознатите во тоа време од најдобрите учители, филозофски школи, и не било лесно пред тие луѓе да застане и да говори за нешта кои се откриени од духот. И така многу пати јас се чувствував како него во страх и трепет. А пак оваа тема која исто така припаѓа на таа категорија, може би ќе предизвика и јас, па и некој од вас да се почувствуваме како Седрах, Мисах и Авденаго во онаа обжештената печка. Но важни се овие теми, многу се важни теми. Посебно се важни денес, бидејќи современиот човек, а христијанот е дел од тоа современо човештво, е учен. Човештвото се учи денес на лесен живот. Живот кој лесно и брзо ги постигнува работите. И трговците, маркетингот, ја разбираат таа склоност на луѓето и рекламите се полни со такви ветувања за лесен, брз начин на постигање на нештото. Интернетот денес е добар, бидејќи, например, YouTube можеш да гледаш вести, не мора да чекаш 6-7 вечерни вести, туку ќе си пуштиш у 8:30 кога си слободен, бидејќи саат време после емитувањето директното, може да си ги најдеш таму. Меѓутоа постојано пак тоа е проблемот, ако немаш премиум, не знам како се викат тие предплати, ти го прекинуваат гледањето на 5 минути со реклами. И така пред некој ден имаше една реклама, некој професионален скијач, не ги знам скијачите, светски шампион, рекламираше ски опрема. Со зборовите, ако сакате да го искусите задоволството на професионалните, на шампионите, купете оваа ски опрема. И тогаш, нели, ќе скијате како шампион. Јас не сум скијач, еднаш сум се качил тоа во војска. Во Словенија требаше во таа единица во која што бевме една специјална и да имаме и обука на скии. И само се качивме и толку беше, ништо повеќе. Но знам дека не е лесно скијањето и верувам дека таа ски опрема, ако ја облечем, нема да ме направи професионален скијач. И тие скијачи кои летаат низ скијачките овие надолници со по над 100 км на саат, часови, безброј часови поминали на скии за да го постигнат тоа. Меѓутоа, тоа е современиот човек, сака брзи решенија кои даваат на лесен начин, без напор, резултат. И тоа се рекламите. А човекот сака да изгледа и многу на лесен начин и убав, да оди на некој третман и после пола саат да има убаво лице, сака да биде здрав и се нудат такви брзи решенија. Например, купете ја нашата мас и ако не сте можели да ја кревате рака, од утре кошарка ќе играте. Или пак, ако ве боле колената, пие ги овие таблети и фудбал ќе играте. И многу други такви реклами. Слабење на лесен начин, без напор. Не знам, имаше 10 години, еден каиш рекламира. На рекламата луѓе лежеа на кревет, си седеа, си гледаат телевизија, пред нив пици, пуканки, јадате, одмарете и ке слабеете. Ставете го каишот, некој контракт се предизвикал и веќе следната слика давате на човек со они плочки тука издефинира, ке видите такви. Не постои успех, таков успех на лесен начин. Сега пак гледам популарно и постојано доаѓаат пак такви реклами на YouTube за учење на странски јазици. И сите методи што ги нудат се методи за лесно, без напор учење на странски јазик. За жал, постои денес и духовен маркетинг,
постојат и духовни трговци кои нудат духовни решенија, кои нудат побожност, духовна зрелост на лесен начин. И полн е и интернетот со такви реклами за семинари, за конференции, за книги. Посетете го нашиот семинар и ќе искусите радост во Господ и духовно ниво како никогаш порано. И вашиот живот веќе нема да е истиот. Или прочитајте таа книга и вие ќе преминете најнаш во некој следно духовно ниво на духовен растеж. Таквите понуди не исполнуваат целта која ветуваат. Сега, во другите светските реклами, на крајот обично завршува рекламата со една гаранција. Задоволство е гарантирано, во спротивен случај ви ги праќаме парите. Меѓутоа, во духовните тие такви реклами на крајот не завршуваат така. Ако не се задоволни, ќе ви ги вратиме парите. Зашто, верувам, они се толку сигурни, што и не дозволуваат воопшто таква можност дека нема се постигне духовниот резултат. Библијата не учи, и овој текст сега што го разгледуваме, дека побожноста, духовната зрелост е еден макотравен процес. Еден постојан, долготраен процес. Нема нешто такво како лесно постигање на духовност. И луѓето кои, христијаните кои не се посветуваат на таа духовна дисциплина или духовно вежбање, буквално збор е вежбање, во Библијата, ние го употребуваме зборот обука во нашиот превод, без тоа нема духовна зрелост. Или христијаните кои не практикуваат духовна дисциплина се слаби христијани. Имаат слаб духовен живот. Тоа се предупредувањата што ги дава овој текст, на тоа ќе се задржиме. Темата е таа, духовната дисциплина, и ќе разгледаме во тие рамки во кои што и Павле ни ја представува. Да, ќе позаеме некои стихови од таму, бидејќи Павле го пише тоа во тој контекст во кој се наоѓа црквата во Ефес, имајќи во пред службата на Тимотеј, проблемите со кои се соочува, и ние нели во тој контекст ќе разгледаме, ќе се обидеме зборчината што ги употребува, заповедите, советите, мотивацијата, да ја ставиме во тој правилен контекст. И многу важно, и Павле го вклучува тоа овдека, е мотивацијата. Има луѓе, сум среќавал такви христијани кои велат, сум пробувал да се посветам, нели, да си наметнам некаква духовна дисциплина, меѓутоа не можам да продолжам, се откажувам. Има една таква изрека, вели, ама многу сакам, ма нема желба во мене. Многу сакам, ама немам желба. Во се е важна мотивацијата. Во се. Што е она што ги тера спортистите секојдневно да се самите подлагаат на напори, на напорни тренинзи, на вежбања, и тоа со години. Ами резултатот. Имаат поставено за цел резултати. Да постигнат, да освојат нешто. Или што велат тренерите, добар тренер е оној кој што ќе ги натера спортистите да го прават она што не сакат да го прават, за да го постигнат она што од секој сакале да го постигнат. Имат мотивација да постигнат нешто. И во тој поглед Павле тука ни ја споредува мотивацијата на тие земни вежбачи или спортисти и мотивацијата во духовното вежбање. И таа испоредбата е, тоест неспоредливи се тие две работи, имајќи во предвид ползата што ја носат. И заклучокот е, ако луѓето на земјата толку внимание посветуваат на своите тела, на тоа вежбање, кој има само некакви времени, кратки резултати, колку поголема треба да биде нашата мотивација, бидејќи во прашање е вечноста. И тоа е всушност она со кое што сакаме да почнеме. Самиот факт, реалноста на вечноста, самиот факт дека нашата посветеност, нашиот стремеж кон побожност нема полза само тука, за животот на земјата, туку за целата вечност треба да не мотивира. И Павле го кажува тоа, нели? Споредувајќи, вели, зашто телесното обучување
или тука зборот е гимназија, оригиналниот, во чишто корен зборот гим или гум, древниот изговор е гум, византискиот е гим, го значи вежбање. Вежбање, обука. Ако тоа вели телесното обучување и вежбање е малку корисно, побожноста е полезна за себе, бидејќи во себе има ветување и за сегашниот и за вечниот живот. Секој Павле прави таа споредба, воопште неговата идеја не е да каже ами глупост е телесното вежбање. Тој прави споредба во ползата или мотивацијата која треба да имаме, споредувајќи тие две. Не вели не е потребно, глупаво е, губење време е телесното вежбање. Меѓутоа сепак каква е ползата? Многу помала ако ја споредиме со духовната дисциплина, духовната посветеност. Бидејќи факт е дека колку и да се посветиме на физичкото здравје, сила, грижа за телото, тоа има краткотрајни резултати. Само на земјата. Јас не верувам дека некој смета, ако тука така се билда и прави мускули, на небото ќе отиде со тие мускули. И таму ќе пред другите така ќе се фали на небото. Тоа има краткотрајно значење. На земјата. И колку да се трудиме, колку и да посветуваме внимание на нашиот изглед и тело, ние не можеме да го спречиме тој природен процес. Со текот на времето, неизбежно ние ја губиме телесната свежина, телесната сила, телесната убавина, иако јас сметам дека човек со годините станува поубав, порано. Процесот е незапирлив. Сите наши обиди да го попречуваме тој процес стануваат се понеефективни. За разлика од духовното, од побожноста, растежот во побожноста, која никогаш не прекинува. Тука на земјата усилбите што ги вложуваме за нашето духовно здравје не се губат со староста. Напротив, Павле вели дека внатрешниот човек се обновува секој ден, се освежува. Со други зборови, ако моето тело, велат дека нашето тело на секој 5-6 колку години беа, целосно се обновува. Сите клетки се обновуваат со нови. Меѓутоа, кој е проблемот? Што клетките се обновуваат на онаа возраст на која сме. Например, јас од мојата 55 до 60 годишна возраст ќе ми се обноват сите клетки, ама нивната структура ќе биде како за човек на 55-60 години. Нема да ми се бебешки клетките. И тоа е процесот на старење кој ние не можеме да го спречиме. Не можеме така да го програмираме организмот да почне да произведува клетки од едногодишна возраст на бебе. Додека, вели Павле, мојот внатрешен човек постојано се обновува во свежина, која е нова, не стара. И тоа, вели Павле, има една вечна димензија. Затоа, како мотивација вели, вашиот фокус нека биде на духовното вежбање. Тоа има и за овдека на земјата, ќе те освежува и на земјата, меѓутоа има и вечни последици. Џорџ Вајтфилд има една интересна случка во неговиот живот која раскажува. Кога поминал низ нека улица, видел група разбойници кои биле осудени на смрт и ги ваделе од затворот да ги качат на кочија и да ги однесат до местото на екзекуција. И кога оделе кон кучијата, почне се туркат, да се буткат, да се расправат кој на кое место ќе седне, кој ќе си фати побаво место на кучијата. И заклучокот, она што сака да го каже Вајтфилд е абсурдот. Дека тоа се последните мигови од нивниот живот, може би имат 10 на 15 минути до бесилката, и тие последни минути ги поминуваат карајки се кој ќе седне на побаво место. Безсмислено загубено време. И поентата е дека и ние се однесуваме на сличен начин, зашто и ние сме луѓе кои се движат кон екзекуцијата или
екзитирањето, така медицински се вели смртта, екзитира човекот. Ние ќе бидеме екзекутирани на некој начин. Дали болест ќе не екзекутира, може би не бесилка, тоа не предпоставам нашата судбина, но нешто ќе не екзекутира на крајот. Староста. И ние сме на таа кочија. И абсурдот е што, движејќи се во таа насока, ние се расправаме или пак се занимаваме со бесмислени работи. И наместо нашиот фокус да биде кон она што има вечно значење, кон она што има полза за целата вечност, ние фокусот целосно го посветуваме на она земното. Како да ќе живееме постојано тука на земјата. Така се однесуваме. И ај да го видиме, навистина, која е преокупацијата на човекот денес? Со што најмногу се занимава? Ако ги видиме рекламите, убавината, телесната убавина е фокусот, здравјето е фокусот, облеката, изгледот, задоволствата овдека на земјата, тоа е фокусот со кој човекот е преокупиран. Не сакам да кажам дека ние не треба да посветуваме внимание на телото, на здравјето, на изгледот, да. Меѓутоа проблемот е кога нашето целосно внимание е посветено на тоа и забораваме за она важното. Ја пропуштаме смислата на животот, да тоа е нашето духовно преобразување, побожноста кој значи всушност да живееш животот кој Бог го има за нас, во општење со самиот Бог. Тоа е суштината на животот. И тоа е причината за млитавоста на христијанството. Посветеноста, претераната посветеност кон светското и занемарувањето на духовното. Заборавајќи дека ние сме како тие разбойници, патници кои се движат кон својот крај. И треба да живеат со разбирањето, со сознанието дека неизвестен на нашиот крај, ние треба максимално корисно да го потребуваме тоа време. Како што познатиот проповедник Бакстер, Ричард Бакстер, предпоставам сте чуле го оваа изјава која е многу популарна. Вели, секоја проповед ја проповедам како да ми е последната проповед. Зашто проповедам како човек кој умира на луѓе кои умираат. Како патник кој е качен на таа кочија и се движи кон неговата екзекуција. И сакам секој време да го употребам како да е мојата последна можност за вечните цели, за они кои имаат вечна полза. Зошто тоа е нашата вистина. Наместо се караме овдека кој кај ќе седне и кој ќе се обезбеди тука на некаква подобра позиција, не треба да бидеме фокусирани кон таа духовна подготовка, духовната дисциплина, духовното вежбање. Надежта во живиот Бог, исто како мотивација е дадена тоа. И Павле употреба многу силни зборови кои малку подоцна ќе ги разгледаме, трудиме, се бориме, вели затоа како мотивација, вели причината зошто се трудиме и се бориме, зошто се надеваме на живиот Бог, вели апостол Павле. И да тука контекстот е важен, например во продолжение тој ќе му каже на Тимотеј да бега или да се трга настрана од нечисти, од бабски приказни, а да се обучува или да вежба во побожност. Контекстот тука е, зошто Павле тоа го кажува, разбирањето за Бог кој го имаат тие лажни учители од црквата во Ефес и изворот на тие учења. Гностиците дават еден филозофски поглед за светот, за Бог, кој е резултат на митови. И тука тоа се зборовите, митови некакви, бајки, басни. Резултат на филозофски логики. За разлика од ни, вели Павле, ние имаме надеж во жив Бог, кој не е логичка конструкција, кој не е измислица,
кој не е проекција на човечкиот ум, туку Бог, кој Павле вели, јас го видов, жив Бог. Тој ми се представи, ми даде заповеди, тој ме спаси од гревот, ме постави да бидам служител на безбожниците. И знаејќи дека имаме жив Бог, кој не е некаква илузија, кој е жив, и ми дава можност да општам со него, јас се посветувам, се трудам, се борам. Која е причината поради кој Павле сака да каже на коринтијаните, им го кажува тоа? Која е причината? Јас и во имање и немање, и во студ и во жега, и гладен и жеден, и во затвори, и тепан, и во морето, после тие бордоломи, се уште му служам. Причината е можноста да општам со живиот Бог. Дејќи тоа е жив, тоа е тоа сознание. Што е духовната дисциплина? Животот во кој што во словото, молитвата, во општението со живиот Бог, ние духовно растеме во побожноста. Стремејќи се кон тие цели што Бог не ги поставил, послушност кон него, а не онаа другото кое што не влече светот. И тоа се постига во општење со Бог, бидејќи тој е жив. Не како резултат на интелектуални некои тајни знаења, какви што нуделе гностиците, туку живиот Бог. И мајки жив Бог, вели апостол Павле, со кого јас општам и во кого е мојата надеж, јас се трудам, се борам, имам мотивација. Нели? Имаме можност да општиме со живиот Бог во таа духовна обука со која се занимаваме. И продолжува Павле, говорејќи за тој жив Бог, кој што е жив Бог, со кого имаме општење, и тој жив Бог е спасител. Спасител на сите луѓе, а посебно на оние кои веруваат. Зошто се трудам и се борам, вели Павле? Зошто Бог е жив и тој жив Бог мене ме спаси. Ми даде толку големо спасение. Ме спаси од смртта, од гревот, ме спаси од казната, ме спаси од пеколот. Покажа голема милост кон мене. Како сега мојот живот да не го посветам на побожноста, на животот каков што Бог сака да го живеам. Голема мотивација, вели Павле. И сега начинот на кој што напишено ова, може да создаде забуна, вели е спасител на сите луѓе, а посебно на оние кои веруваат. Малку е така, не според она учење за спасение само по благот преку вера. Има две основни објаснувања. Едното објаснување, и тоа така може пораширено, дека кога говори за спасение како на сите луѓе или како спасител на сите луѓе, се мисли на општ однос што Бог го има кон секого. Тој е спасител на сите луѓе, бидејќи на секого Бог му дава храна, му дава воздух да диши. Секој човек диши бидејќи Бог му дава воздух да диши. Бог го држи неговото срце да работи. Бог му дава сонце, Бог му дава дожд, Бог му дава храна. Бог во таа смисла се јавува како спасител на сите, а посебното она спасение од гревот, за вечен живот, од судот, само за оние кои веруваат. И таа е така едно расширено толкување и концептуално тоа е вистина. Таквото разбира вистина дека Бог е спасител на сите луѓе во таа општа смисла на зборот како грижа, а посебно само на оние кои веруваат спасител за вечен живот. И Калвин ја застапува именно таа теорија. Но јас сметам дека таквото разбирање не одговара на она што Павле овде го пишува, имајќи го предвид целото послание до ова уште еден момент на Павле и Коринти, стар стравот и трепетот. Зошто? Да се спротивставиш на еден таков голем ум како Калвин?
Втората глава Павле повторно говореше за тоа дека Бог е спасител на сите луѓе. Бог сака сите да се спасат. И таму е во контекстот на молитвата. Во истото послание, до истите луѓе. И кога ги мотивира луѓето во Коринт, мажите, да се молат, како еден модел или мотивација за молитвата е вели, бидејќи Бог сака сите да се спасат. И Христос го даде за сите и така натаму. И контекстот зошто Павле тоа го пишува е разбирањето на јудејското крило и гностичкото крило од црквата кој велат не. Спасението е само за одредена група луѓе, например, според гностиците само за гностиците, посебно избрана луѓе кои имаат тајно знаење, нели? Избрана елита духовна, која може да се спаси, а евреите повелат, не само за евреите, ако некој сака да се спаси, треба да стане евреин прво. Гностиците велат, ако некој сака да се спаси, треба да стане гностик прво. Павле вели, не е тоа вистина. Спасението е за секого. Бог не доаѓа за определена група на луѓе. Тоа е проблемот во црквата во Ефес, конкретниот проблем. Вака напишано, не знам луѓето колку би разбрали ако одиме на таа општа, нели, тенденција како грижа за сите и посебно за спасение преку вера. Бидејќи контекстот и проблемот во црквата е сосема поинаков. Таму се има лажно учење кој издвојува категории кои може да бидат спасени. Зошто тие се таквите категории само Бог ги спасува. Поради својата припадност некако. Дали ќе биде етничка, дали ќе биде филозофска и така. Павле не е вистина, Евангелието е за секого. И во таа смисла Павле во втората глава пишува и за царевите. Сите, некој не е исклучен. Ние за сите треба да се молиме. Зашто нема етничка, нема социјална, нема полова категорија луѓе кој што е издвоена за спасение. И во таа смисла Бог вели, спасението е за секого. Нема категорија на луѓе кои се извадени од таа можност. Но, преку вера, ќе бидат спасени луѓето. Тоа станува применливо. Тоа се добива преку вера. Доволно е вера, треба вера да покажете. Тоа е поентата. Само благодат и вера е потребно за спасението. А не некој друг критериум кој го наметнува легалистите во црквата во Ефес, вклучително, нели, и лишување од храна, она што го видовме последниот пат, или некаков аскетизам. Да. Спасението е поентата. Какво иде толкувањето? Поентата е спасението. Павле вели, толку големо спасение имаме од живиот Бог. И ме мотивира да се трудам и да се борам. И така, изнесувајќи ги тие мотиви за духовен живот во побожност, за духовно обучување, Павле ја дава таа заповед. Обучувај се во побожност. Или целиот стих е обучувај се во побожност, така што од нечисти, од бабски приказни ќе бегаш. Глаголот обучувај се, кој нели рековме гимназо или вежбај побожност, овдека е дадено во императив, или тоа е основната заповед во целиот текст. Тоа е заповедта. Обучувај се во заповедна форма е дадено, тоа, а пак глаголското време е продолжително, како едно постојано, непрекинато дејство. Обучувањето е еден непрекинат процес, не е инстант процес. Нема момент во кој што некој ќе каже готово, јас се подготвив веќе, посветив доволно време, труд, учење, молитва, пост или што и да е, и сега веќе сум побожен и нема потреба понатаму тоа да го правам. Тоа е една од тие заповеди која подеднакво важи во истата мера, во истиот интензитет за секој христијанин. И оној што од вчера станал христијанин, и оној што веќе 20 години е христијанин, и може некој 50 години е христијанин. Секој во било кој момент од својот живот треба да е покорен. Валидна е таа заповед. Зашто како и телесното вежбање,
Колко и да вежбаш, каква и кондиция да стекнеш, ако оставиш вежбањето, почнеш да ядеш, да спиеш, ќе загубиш и силата и она што си го стекнал како на фит тело. Треба континуитет, постојано да се вежба. Постојано човек секој ден да ја практикува таа духовна дисциплина. И тоа е напорна работа. Павле ги употреба, како што кажа во зборовите, затоа и се трудиме и се бориме. Многу силни зборчиња. Збор што трудиме не е затоа и работиме. Зборот трудиме е повеќе од зборот работа. Зборот е копијал кој значи макутрпна работа, напорна работа. А пак другиот збор, пак тоа уште посилен, агонизомај, коренот е агонија. И е земен од тие спортски таму арени, древни, во кои спортистите во агонија се боре, тоест искористувајќи го, ангажирајќи го секој атом на сила за да го постигне резултатот, да го победи противникот. Да вложиш се од себе си. Да дадеш се од себе си. Последниот атом енергија да го вложиш. И тоа е како агонија се преживува. Што сакам да кажам со тоа? Што се употребени такви термини како макотрпна работа, како труд, како агонизирачко дејство, тоа значи дека тоа не доаѓа само од себе. Некој има такви христијани кои ќе видат некој по-посветен, ќе речат, ама се вид, не му е дадено. Мене не ми е дадено. Како демек тој се родил така, со природна склоност. Не, дисциплината не е природна склоност. Дисциплината не е дарба од Бог. Тоа не е нешто вродено. Дисциплината е нешто што ти треба да го градиш во твојот живот. Зашто природната склоност со која што човек се раѓа е спротивна на дисциплината. И всушност дисциплината значи ти да се спротиставиш на оно што природно го имаш во себе, како вградено во онаа наша природа со која се раѓаме, човечка природа. И тоа е во суштина дисциплина во секој поглед. Човек се раѓа со склоност да се одмара. Ти не мора посебно да мотивираш човек така да си живее. Ако има можност да не работи и ти секој тераш нема да работиш, а он многу сака да работи. Не, склоноста е ние да уживаме. Не треба многу мотивација кога ќе се подготви добра трпез и ти си гладен сега, ти треба никако он да јадам, а ти треба сега да го мотивираш. Да, не тоа, ке си ја, или па да си легне после денето. Мотивацијата да го откажеш од тоа што го има во себе како некаков, не, она што е во нас природно вложено. Така е во поглед со храната, така е во поглед во духовната дисциплина, зашто ние се раѓаме со тој закон на гревот, кој не тера кон таков живот, неодговорен живот, живот на грев, живот на страсти. Дисциплината е спротивставување кон таков живот, посветување на побожен живот за повисоки цели. Не. Спротивставување оно што како го имаме како потреба природно, не, за да постигнеме духовни цели, побожен живот кој е угоден на Бог. Денес проблемот е што филозофијата, општата филозофија пропагира лесен живот. Тоест, не грижи се, живеј и во христијанството. Бог е добар, Бог е, ти живееш по благодат. Затоа и Бог тоа го сака, да живееш еден живот во кој нема да се вознемируваш многу, нема многу да ја товариш совеста со вина и така натаму. Бог тебе те сака, умрел за тебе, така да животот треба да ти е песна. Да го поменеш така, колку што можеш полесно. Дури има и психолози кои велат дека спротивставувањето или отпорот кон лишувањето од тие природни нагони може да предизвикат сериозни психолошки штети на човекот. Затоа дајте го на вашето тело, она што го сака телото. Сакам да кажам дека како макотрпен процес дисциплината е единствено возможна по благодат.
со вклучување на Бог во тој духовен живот. Инаку, ќе стане на легалистичка постапка во која нема да се исполни вистинската цел и само ќе истушти. На крајот на криштата, основното што ни е потребно во дисциплината е самоконтролата. А самоконтролата е плод на Светиот Дух. Без благодата, таквиот живот е невозможен. Ние се молим, во нас е законот на гревот. И кога говориме за закон, ние говориме за номос, така е оригиналот кој значи двигател, движечка сила, принцип во нас. Меѓутоа ние имаме друг закон. Не закон како норма, како правило, но како сила, движечка, како номос, тоа е Светиот Дух, кој во нас произведува, раѓа плод, кој го овозможува побожниот живот, кој е ресурс за да се посветиме на побожен живот, на живот воопштене во молитва и извршување на Божјата воља. И во нас се тие два номуса, тие два двигатели. И затоа ние го немаме оправданието да кажеме тешко не можам. Не. Прашањето е дали сме спремни по благодат да се посветиме на таков живот. Зашто Бог секому му дава таа можност во живот, во посветениот живот, на словото, на молитвата, соопштението со Бог, по благодат, тој да се стреми и да ги постига тие цели, духовни цели, таа побожност, таа преобразба треба да има во животот. И на тоа се сведуваат всушност нештата. Што во нашата мотивација ќе надвладее? Дали светот и она што светот како примамливо го нуди, или она што го имаме како вечна мотивација во надежта во живиот Бог, спасението од Него, она што има вечна корис. Од наша страна е одговорноста ние да се посветиме. Ние да го правиме вистинскиот, правилниот избор. А потоа пак, во тој живот со Господ, тоа носи радост, носи блаженство, носи задоволство. Тој труд, таа агонија, на крајот произведува плод кој е радосен во нас. Задоволство. Духовното дисциплинирање значи или не е можно без ослободување на она што може да ни биде пречка во тој труд, во таа борба. И затоа вели, од нечисти и од бабски приказни бегај. Држи се настрана. И кога говори за тие бабски приказни, оригиналниот збор бил глупави, безсмислени учења. Безсмислени учења, мислејќи на учењата на тие таму пагански филозофи. Тие само ќе ти пречат во твојот фокус. Тие само ќе ти го одвраќаат вниманието од вистинското. Тие ќе те заблудуваат да не се посветиш целосно во тој труд, во тој напор, во духовното обучување. Ќе бидат пречка на твојот пат. И тука Павле не мисли само на гревот, туку мисли на сите оние работи кои по својата природа и не се лоши, меѓутоа можат да ни пречат. Како телевизорот, интернетот, компјутерите, нештата кои ни го одвлекуваат вниманието од вистинското. И иста е идејата на авторот на Евреите, кога им пишува во 12 глава, откако го тој список на херои на верата го избројува и вели во првиот стих на 12 глава. Затоа ние имајќи толку многу сведоци од 11 глава и тука сцената Павле, или кој да е автор, ја опишува пак оној стадион на борба, каде што има борилишта. Ние сме обкружени од толку многу сведоци, тоа е луѓе кои се бореле пред нас на тој терен и издржале, победиле. И ние, мајки ги сите тие сведоци, продолжува Павле, да отфрлиме од себе секакво бреме и грев. Зошто? Бидејќи лесно се прилепува тоа за нас. Избор што овде дека буквално тоа е лесно не сопиња, или како се вика,
ни создава, не можеш да трчиш, после ќе се сопнуваш, ќе пајгеш. Тргни го сето тоа бреме, секој товар што не ти дозволува да трчаш, како што и со трпеливост да побрзаме или да потрчаме, да истрчаме кон предстојната борба. И пак тука борба, зборот борба е, буквално збор е, она борилиштето, на кој што се спортистите, патеката по кој што трчат. Кој, представете си тркач, се трка во финале, 100 метри, и плашејки се да нема ги украдат облеката, кога веќе нели е се облекол за да се облече во на спортска опрема, се стала ранички, таму се чевлите, панталоните, палтото и ке трча. Не, зошто не прави така? Зошто треба да тргне се од себе, за да се што му пречи. И вели го фокусира својот поглед напред. Напред го фокусира, кон целта. Фокусирајте го, имајќи го пред очи зачетникот и довршителот на верата. Трчаш така на поприштето, на христијанското поприште, така се дисциплинираш, што твојот фокус е само Христос. Целта, кон кого треба да стигнеш. Совршеноста во него. И навистина никој кој што тргнал да трча на патеката, не гледа наоколу да види што се случува, туку погледот сега со новата технологија дури даваат во лицето на 2 мм му го гледаш како трча, му се тресат сите мускули, гледа само напред. Кон целта. Зашто ако го сврти погледот, ќе загуби брзината. Загуби се. Гледа напред кон целта. Не се врти назад. Гледате само кон Христос вели. Тргни ги му вика на Павле, на Тимотеј Павле, тие бабски приказни, со кои што ги се забудуваат луѓето. Секој бреме и товар. И посвети се на Христос, на живиот Бог, на Спасителот. Кон него гледај. И продолжа понатаму примерот на Христос. Тој како се бореше. Покрај сите тие сведоци, што ги имаме од 11 глава, на крајот Павле го дава и Христос, како најголемиот пример. Како тој на поприштето издржа, како тој се бореше. И зборот тука што Павле го користи за гимнадзо, гим значи вежбање, а зборот надзо знаете што значи? Гол. И в стари целиот збор гимнадзо значи некој што вежба гол. Зашто во дребните арени спортистите скроз голи се бореле, се тркале, се боксирале, фрале копија и дискови. И знаете зошто? За да не им пречи ништо. Тоа е етимологијата на зборот гимнадзо. Вежбање, гол. Идејата е, тоа сака да каже Павле. Се ке тргнеш од себе, што ти пречи, за да можеш да се стремиш кон духовната побожност. Секој грев, секој бреме. Се што те што те препиња, како пречка ти стои, да се сопнеш и да паднеш. И на крај, не на крај, ти уште неколку работи, не е само цел. Вели, обучувај се во побожноста. И тука повторно зборот е всевија. Значи, зборот побожност означува да живееш живот според Бог, тоест богоугоден живот, божествен живот, живот според Божјата волја, да се вселува Христос во тебе се повеќе, за тој негов живот да станува се повеќе твој живот. Да бидеш Христолик, според Христовиот лик. И во таа смисла, исполнувајќи таа цел, дисциплината не е легализам. Во спротивност, дисциплината би се претворила во легализам ако се испушти таа главна цел. А тоа е, ние преку духовната дисциплина, во слово, во молитва, секојдневно читање, исполнување на неговата волја, не се стремиме да стануваме се повеќе како него. Ако целта ни е
да бидеме повеќе од другите, да знаеме повеќе од другите, да се споредуваме со другите, тогаш да, навистина имаме легалистичко дејство. Јас сум винован неколку пати, ми пишувале, очигледно гледајќи ги или слушајќи проповедите или читајќи некои работи што сум пишувал, ми велат ти си фарисеј. Христијани во Македонија. Вие сте фарисеи. Зошто? Зашто вие како фарисеите немате благодат во животот. Што е благодат? Па, знаеш што е благодат? Живееш по благодат, тоест живееш живот така, удобствена комоција. Вие не знаете да уживате во благодатта. Вие сте фарисеи. Не е вистина. Не сме фарисеи, зашто нашата цел не е како фарисеите да се фалиме колку се молиме, колку читаме, колку изучуваме. Нашата цел е постигане на побожноста, зашто благодатта на крајот на краиштата не значи неодговорност. Не значи неодговорен живот. Самиот Павле, кој е апостолот на благодатта, на коринтијаните им пишува, им вели, со благодатта на Бога сум тоа што сум. И не неговата благодат, која е во мене, не беше напразна, не, значи со благодата на Бога сум тоа што сум и неговата благодат, која е во мене, не беше напразна, но повеќе се потрудив од сите нив, само не јас, туку Божјата благодат која е со мене. Па и Павле е легалист тогаш. Да, зашто самиот Павле вели, повеќе од сите други се трудев, се борев, трчав, но пак не јас, туку неговата благодат. Ако не беше неговата благодат, немаше да биде можен мојот труд. Но бидејќи тој ми даде благодатта, јас се трудам повеќе од сите други. Вложувам се од себе, за таа благодат не остане напразна. И на крајот целта ми е не да се фалам. И како би се фалел кога знам дека благодатта го прави тоа во мене. Не јас, туку мојата благодат. Така да, безодговорниот христијански живот нема ништо заедничко со благодатта. Тој има повеќе заедничко со оние природни нагони на природниот човек. Со копнежот кој го исполнува законот на гревот. Но никако не Божјата благодат. И Павле не случайно овој текст ни го дава откако, нели, пишуваше за наследувањето на неговите дарови. Нели, минатиот пат со благодарност да се насладуваме на Божјите дарови, зашто тој ни ги дава. И вели, ништо не е зло само по себе. Со слово и молитва, нели, се осветуваат тие работи. Тие работи одат заедно. Не е задоволството во тоа ти да се препуштиш на хедонизам, бидејќи Бог дава благодат и те спасил по благодат. Не. Кога човек во духовната дисциплина, во растежот на побожноста, се повеќе се преобразува во Божиот лик, го живее божествениот живот, во таа мера се повеќе тој ќе се насладува на Божите дарови на вистински начин. И тогаш ќе има вистинско задоволство. Зашто не е вистинското задоволство во едноставното задоволување на природни нагони. Задоволство е кога нештата ќе бидат сватени во нивната суштина и во нивната суштина биват конзумирани и дават задоволство. Кога сите тие добри нешта што Бог ни ги дал нас, ги користиме на начинот, во разбирањето што Бог ни го дава за правилно користење. Тогаш нема осуда, тогаш нема жигосана совест, тогаш нема вина, туку тогаш има задоволство. И се што Бог ни го дал, нели, во правилниот начин на користење дава задоволство. Знаете, тоа е слободата. Слободниот човек е човекот посветен на побожност. Зошто е слободен тој човек? Знаете што значи слобода? Слобода значи ти да имаш способноста да ги користиш работите правилно. Некој што знае, некако кинески, например, некако знае тука, е слободен да разговара, да прави муавет со кинезите, нешто во што ние сме ограничени.
Човекот кој го живе божествениот живот, кој живе заедно со Бог, тој во разбирањето, во умот Христов, го живее животот, се насладува на животот, за кој што е ограничен човекот кој го нема умот Христов и го нема животот, божествениот живот во себе. Затоа дисциплината не значи ограничување, туку значи слобода. Слобода од она што е зло и слобода во наслада на Божите дарови во вистинското задоволство. Секоја дисциплина, секое вежбање бара правилен нутриционизам и тука Павле не пропуша да кажува и за храната. И вели, хранат, значи тоа го правиш, побожно се, нели растеш, вежбање, но хранат со зборовите на верата и на доброто учење што си го примил. Минатото отрековме, умот е полето каде што се води војната, каде што лажните учења сакат да окупират и преку умот потоа, создавајќи вредности, систем на вредности, да ја жигосуваат совеста, да ја отапуваат совеста. Затоа вели многу важно е да се храниш со правилна храна. Словото, секојдневно поучување во Словото. Словото ќе го преобразува нашиот ум, за да не се сообразуваме со светот. Туку Словото кое го конзумираме во обштението со Духот, со Бог, не преобразува вистински. Тоа е она што ќе не прави да бидеме во добра фит духовна состојба. Духовни атлети, кои ќе имаат мускули духовни и сила духовна, за да го живеат тој побожен живот по примерот на Бог. И на крајот, тоа завршуваме, Павле вели, тоест почнува со тие зборови, јас ги ставам на крајот. Кој е целта на сето тоа? Која е побожноста? Зошто таа духовна дисциплина? И ќе бидеш добар служител на Исус Христос. Вели, поучувај го ова на другите, ти поучувај се, ти прави го тоа и ќе бидеш добар служител. И тоа целата тема, следниот пат, пак една така жешка тема, за младите, за младоста на Тимотеј и младите, и советите, што тој ги дава кон младиот Тимотеј. Контекстот е тој да биде добар служител во црква. Како ќе бидеш добар служител? Ова е начинот, му вели. Посвети се на ова. И потоа ќе видиме и други нас кои се слични на овие во следниот текст. Добар служител. Тоа е нашата крајна цел. Во нашата посветеност, духовна дисциплина, живот со Бог, преобразувани така натаму, ние да бидеме добрите служители кои ќе го прославуваат во нашата служба Бог. Добар служител. Се храниме, се молиме, бараме благодат и милост, се трудиме, вложуваме напори, за да бидеме добри служители. Сте чуле, предпоставам за Чарлс Ходж, кој повеќе, може би не повеќе, но 30 на години бил председател на теолошката семинари во Принстон, исклучителен теолог од средината на 19. век, многу почитуван во целиот Принстон. Кога починал, целиот град бил во така. Денот кога требало да го погребуваат, имало служба во црквата, сите продавници биле затворени. Се било затворено. Сите отишле на служба. Кога го изнеле телото, да го погребуваат, се создала поврка, ограно, не од току луѓето, бидејќи не може, стоеле на страна за да го испратат големиот Ходж. И покрај многуте говори, останал еден така забележан, печатлив. Кажен од еден ученик на Ходж и професор Вилијам Пакстон. Вели, со сета должна почит кон неговиот интелект и знаење, треба да признаеме дека неговата главна одлика беше побожноста. Центарот на неговата теологија и живот беше Христос всаден во срцето.
Светот ќе напише на неговиот споменик велик теолог или голем теолог, но ние, неговите студенти, ќе напишеме добар слуга. Зошто затоа, поради таа причина, сите тие луѓе се собраа. Не е прашањето колку сме големи, како теолози, како познавачи и така натаму. Колку сме добри слуги, зашто на крајот кога ќе се сретнеме со Бог, тој ќе каже: добро сторено, голем теологу. Не, добар и верен слуго. Влезе над многото си бил вера, влезе во радоста на својот Господ, така натаму. Привршуваме, ќе имаме Господна трпеза. Јас би сакал да се навратиме на она што го пишува на евреите, до евреите авторот. Да. Нашиот стремеж е да го познаеме Христос. Како што Павле вели, за тоа се стремам, да го познам дури и во неговите страдања. Зашто на крајот на краиштата секе беше безсмислено и како што Павле вели, ако Бог не беше жив, ако Христос не воскреснал, јас ке јадев, ке пиев, ке се веселев, зашто нема смисла ништо, ни од проповед, ни од ништо друго, како што некој велат дека Христос не воскреснал. Но јас го видов воскреснат. И затоа се трудам, и затоа се борам, и затоа има смисла. Бидејќи Христос на крстот го изработи нашето спасение, воскресна се, вознесе и е жив. И тоа е нашиот фокус. Ние ги насочуваме нашите очи кон него кој е и почетникот, и довршителот на нашата вера. Кој поради неговата идна радост на крстот. Да, радост на крстот. Радост во нашата побожност и нашиот стремеж во духовна дисциплина. Растеш во неговата радост. Претрпе крст, занемарувајќи го срамот и седна од десната страна на престолот Божи. Мислете на оној кој од грешниците претрпи над себе таква поруга, да не ви дотегне и да не станете малодушни. Да не ви здодее идејата и да се откажете. И да станете малодушни. Тоа е да се кажете, нема смисла, кој ќе се мачи? Зошто сега ќе трчам? Не ми се чита, не ми се оди на црква, нема да се молам и така натаму. За да не се случи тоа, тргнете го секое бреме, гледајте кон Христос, довршителот на нашата вера. Мислете на него. Спомнувајте си на она што тој го претрпе за нас, борејќи се на тоа потприште на кое сега ние се бориме, како еден пример. И тоа го правиме ние, и тоа ќе го правиме сега, да се подсетиме на Христос, на неговата битка на крстот, која тој не ја напушти, не му дотегна, не стана малодушен, туку отиде на крстот за нашето спасение. Претрпе срам. Да мислиме на тоа. Минатата среда говоревме за заповедта што ја даде Бог на Исус Навин, 12 Израелеви синови од секој племе по еден, да земе по еден камен и таму во Гилгал да направи некој подсетник на кој и децата и идните поколенија, па и околните народи ќе се подстуваат на тоа чудно поминување преку реката Јордан. Колку Бог е силен. Имаме потреба да се подстуваме зашто забораваме. И затоа ни дотегнува честопати, затоа се откажуваме, стануваме малодушни, зашто светот со неговите басни и приказни ќе не одлече настрана, ќе не преокупира со краткотрајните временските задоволства и на крајот ќе ни дотегне и забораваме. Затоа и ова ни едно подсетување за Христовата жртва на крст, што тој направи за нас. И нека неговиот нека Светиот Дух навистина не подсети. Го оживее тоа дело во нас, за да биде уште една ново решение, свежо за уште поголема посветеност во тој живот на духовно дисциплинирање, растеж во верата, во побожноста, на посветеност, на живот за Бог.